Советот на општина Неготино денеска ја одржа првата конститутивна седница. Истата ја започна претходниот председател на Советот Диме Витанов, кој се осврна на сработеното изминатите 4 години, а потоа со седницата преседаваше Пепица Ѓоргиева, како најстар председател на Советот. До вас, советници, би посакал да бидете навистина коректен совет кој што ќе има соработката со градоначалникот, меѓутоа да знаете дека и вие сте тие кои што ги креирате политиките, носејќи ги програмите и извештаите за работа на општината, чиј предлагач е градоначалникот. Ви посакувам да имате навистина мирен мандат, да имате мандат со кој што ќе можете и вие после завршувањето на мандатот, како и мене денес, гордо да застанете и да речете да, донесовме одлуки кои што го подобрија животот на граѓаните на општина Неготино. Со 8 гласа за од вкупно 14 советници за председател на Општинскиот совет во Неготино избрана е Роза Јаневска од ВМРО ДПМНЕ. Ми представува чест и задоволство, но истовремено и обврска и одговорност што сум избрана за председател на Советот на општина Неготино. Од тука се надевам дека овој состав на советници, овој советнички состав ќе работи коректно, ќе има добра соработка меѓусебна, добра комуникација, како меѓу себе, така и со останатите субјекти, и со градоначалникот, и со општинската администрација, и сите заеднички ќе придонесеме да носиме одлуки и иницијативи кои се во функција на решавање на реалните проблеми и потреби на граѓаните во општина Неготино. На седницата советниците дадоа свечена заклетва и добија верификација за својот 4-годишен мандат, а свое обраќање имаше и градоначалникот Горан Стојанов. Изборите за градоначалник и советници завршија. Гласачите си го кажаа своето и пред нас е период кога искажаните зборови во предизборната кампања час поскоро треба да ги започнеме да ги преточуваме во дела. Во интерес на граѓаните и на општина Неготино и покрај различностите да бидеме сплотени Неготино и покрај да бидеме сплотени во остварување на заедничките заложби. Неготино населените места да ги направиме поубави и попристојни места за живење. А тоа ќе можеме да го сториме само преку заедничка соработка и координација, преку соочување аргументи по одредени точки кои ќе се најдат на дневен ред на седниците на Советот на општината, па на крајот на краиштата, чии аргументи ќе имаат поголема тежина и издржливост со гласање на советниците, нека бидат усвојувани предлозите и одлуките во кој тој момент ќе бидат непотребни. Јас на овие избори пред граѓаните на општина Неготино настапив со собствена програма, со проекти и активности кои очекувам да бидат реализирани во периодот кој што е пред нас. Но исто така ја искажувам својата отвореност за прифаќање и други предлози, сугестии и забелешки, како од вас советниците, така и од заинтересираните граѓани од општина Неготино. Ако тоа е во интерес на сите нас и доколку финансиските можности во одреден момент тоа го дозволуваат, истите ќе бидат реализирани. Како градоначалник, должност и обврска ми е, а тоа и ќе го сторам да направиме една длабинска анализа и да се запознаам подетално со финансиската состојба на општината, кадровскиот потенцијал, организационата поставеност на вработените и ќе сторам се разбира со ваша поддршка. Локална самоуправа во наредните 4 години да биде исклучиво во функција на граѓаните, стопанството и институциите во општина Неготино. Ви благодарам за вниманието со кое ме слушавте и се надевам дека во наредниот 4-годишен период, колку што трае мојот и вашиот мандат, ќе имаме успешна и плодна соработка, правенствено во интерес на граѓаните на општина Неготино. Бензинска пумпа ДМД Оил.